Над 40 дечиња од Штип 10 дена се дружеа и учеа во склоп на зимската школа Библиоарт. Специјално за нив беа организирани повеќе курсеви за секој да може да си ги препознае своите афинитети и да стекне основни знаења од повеќе области. Најинтересно на зимската школа ми беше дизајнот. Затоа што цртата ме облека и поголемите треба да се обидат да направат слична како на сликата или иста, за да испадне прекрасно за куклите. Учители, дизајнери кои ни ни помогна да цртаме поубаво, ни кажа идеи, ни споделија нешто што тие го знаеле и ние цртавме некој дизајн. Дел од дечињата останаа воодушевени од македонскиот фолклор, но и од другите можности што им се нудеа. По фолклор првиот час учевме ги народните инструменти како кавалот, утот и гајдата и многу други македонски народни инструменти. Мене ми беа интересни часовите по драматизација. Мене најинтересно ми беше кога дојде дада Александра и кога декориравме ногти. Научив како да декорирам ногти и во иднина се надевам дека ќе знам како неа. Првата зимска школа Библиоарт заврши со посета на телевизија Стар. Ние заедно со Благица и Тамара, ние денеска ја посетивме ТВ Стар и тука децата научија како се снима една цела емисија, како се прават вестите. Зимската школа се организира на барање на учесниците, од кои добар дел претходно учествуваа во двете летни бесплатни школи. Учеа на разни теми од областа на уметноста, литературата, културата, но пред се дружеа, забавуваа и мислам дека интересот беше во континуитет. Над 40 деца, речиси до последниот ден постојано имавме доаѓање на нови дечиња, бидејќи се слушнале дека таму се случува нешто убаво, интересно и каде што можат да учат нешто ново. Организацијата на зимската школа е на библиотеката, а комплетната поддршка ја даде општина Штип.